екипата на Бекстејдж во една преубава, енергична атмосфера која што можам да кажам го понесе целиот наш тим да ни се присака дури да почнеме да вежбаме. Ненад овде со мене е Урко Кикбокс клуб шампион. Каква е оваа група во позадина, кои се овие момци, а богами и девојки, шампиони, сегашни или идни? Добре дојде во Бекстејдж. Добро ве најдо, благодарам на посетата. Кикбокс клуб шампион постои од многу подамна, се наоѓаме во Магнус фитнес центарот, одека центар за борешки спортови. И оваа група е мешана група и момчиња и девојчиња и помали од 14 години па нагоре. Имаме сениори, имаме надпреварувачи, имаме башка група, посебна група само за деца што работат од 6 години до 10 години. И имаме посебно само женска група кикфит. Тоа е нешто слично на кикбоксот, но повеќе кардио тренинг. Кој е подисциплиниран, момчињата или девојчињата? Девојчињава гледам жива вода се после 20 минути тренинг. А јас стално ви кажувам на сите колку ви давам изјава кога доаѓате, кога нели, кога ни удостојувате да ни дојдете на прием. Вика стално ги фалам девојчињата да почнат се поупорни, повеќе истрпуваат напор, сега поснажни и пофизички појаки се машките нормална работа, ама девојчињата се поупорни и затоа многу повеќе резултати прават. Кој е мотивот на сите нови кои што ќе дојдат во клубот и што е она што ги тера да останат овде според тебе? Па прво доаѓаат со тенденција да научат како да се одбранат, па потоа да научат некоја комбинација, нели, па да си направат некое селфи, нели, видео да си стават на стори, пошто стори е помодарство, све што правиме денешно време сите правиме нешто за да ставиме стори, вау, што сме различни, нели, од другите, па понатега, нели, се одлучува да поминат у такмичарски води и кога више ќе почнат да прават резултати више, нели, чивијата влага за спортот и нема никаде да излаг. Ти кажам искрено, да научат да се одбранат. Овие девојки, бога ми, некој ако ги нападне, ја не би сакала да гледам што ќе се случи. Не, девојките, иако се јаки, може да се справат со било кое машко, просечно, ама сепак они со самиот разговор, со самото однесување, секој еден кој нели има некоја злонамера, ќе процени дали ќе проба да наштети или физички да нападне или не, пошто покрај тоа што физички јачат и умствено, емотивно, нели, интелектуално, знаат како се постават, знаеш како да одговорат на нешто несоодветно, нели? Така да има многу повеќе бенефит кикбоксот отколку само нели физички ние да знаеме да се одбраниме или тоа. Но тоа сакав да го кажам, има спортови во кои што не е баш застапено целото тело, тука е баш цело тело раздвижено, некако добиваат на сила, на јачина. Кои се главните придобивки од кикбоксот? Вака, кикбоксот работи целото тело и често пати прашаат кој е нешто најдобро за слабење. Најдобро за слабење е шадо техника. Шадо техника е да работиш у ваздух на празно, нели? Покрај што тоа што си трчаш, застани, нели, дека е минута, изработи си шадо, пак продолжи трчкај, лагано темпо, пак застани шадо изработи, пак продолжи си трчај. Има многу повеќе бенефити кикбоксот, тоа само нели да ние се навежуваме технички. Што напомерав, многу е важно што се нели се надградуваме емотивно, за постабилни сме, порелаксирани сме, у тензија сме многу по-другше ја согледуваме тензијата и наоѓаме решенија, не кукаме, деме где се повлекуваме и да размислуваме леле колку ни е тешко, леле што ќе биде вака, ќе биде, него бараме решенија. То многу бенефити има кикбокс. Општо сите борешки спортови се, да не збориме само за кикбоксот, пошто ние сме кикбоксери, ние нормално си го фалиме, ние си го фалам нашиот спорт. Ама секој борешки спорт што е, секој е добронамерен и добро препорачив за сите млади што се. На Бекстејдж овде затекна полна сала и момчиња и девојчиња. Ќе имали нови шампиони од ова овде што не обкружува денес. Дали се македонците и македонките талентирани за спорт? Како ги оценуваш еве оваа група што се денес тука? Општо Балканот се талентирани за борешкиве спортови што се. Кај нас у нашата држава кикбоксот е у голем пораст, постојано е во пораст и постојано растеме. Прво имавме нели на 40 надпреварувачи на државно, па 80, па 120, 200, 300, сега сме 400. Оваа другата година кога ќе имаме уште повеќе нели надпреварувачи, растеме у клубови у бројност, имаме многу млади јуниори кои до скоро беа јуниори, сега стануваат сениори. И сениори се спремни да се борат со сите стари искусни сениори. Имавме светско првенство, бевме на светско првенство. Јуниорите многу добро се покажа.
значи ме фасцинира, иако некој победувавме, некој изгубевме борби, ама сите борби, со сите сум задоволен, бев фасциниран, пошто нашите јуниори се носат со сите светски сениори по 35 години, што се старосна година, што имат искуство во кикбоксот по 30 години, 35 години, наши јуниори имат искуство по 5-6-7 години, и они се на нивно ниво, значи пата се изравнати. Тие се идни светски шампиони и да не ги излом девојките исто грабат. Ова првенство светско што бевме, немавме девојки спредни, пошто има повеќе повредени, што премина у сениори, па нели, сега излагањето, али се вратија сите, работиме со пуна парја да покажеме жените колку се можни и што може да направиме другата година на светско првенство. Ова е спорт во кој што вашите членови на кикбокс клуб шампион се подложни и на повреди. Се случува нешто, да скинат лигамент, да се повредат, да им пукнат аркада и слично. Како се мотивираат понатаму? Дали некогаш на некој од нив им доаѓа да се откаже? Како си успел да го разубедиш? Како ги мотивираш кога ќе падна тебе? Да, повреди има у секој спорт, така има и у кикбоксот. Не можам да кажам дека у кикбоксот има многу помалку повреди отколку што има во ракометот, кошарката, фудбалот. Тамо нели ќе го уништат коленото, ќе уништат стеваницата, ќе скршат колено, лигаменти ќе искинат. Значи од 6 месеци го нема карас, многу помалку повреди има, пошто кај нас очекуваш си да примиш удар и за тој удар кога го примаш ти си спремен. Ние не работиме, не вежбаме само значи да рапаѓаме, ние вежбаме и да се одбраниме, да се заштитиме, а додека фудбалот, ракомет, кошарка, они работат, нели, да дадат гол, кош, нели, вакво и не обраќаат паžња за да се заштитат, него гледаат да, нели, да поентират за својот тим. И така стануваат повреди, пошто тој другиот не ти мисли исто кој што ти што мислиш да дадеш гол, него тој мисли да те спречи да дадеш гол, па он ќе најде начин да те спречи. Изгледаш сериозно многу кога човек вака ќе те погледне од страна. Мене ме интересира, твоите членови на кикбокс клубот се надпреваруваат, како што споменавме. Каков си кон нив кога ќе изгубат, дали ги караш, дали си престрог или едноставно само така личиш? Прво викам супер, браво, а после се расправаме, али не ги караме, него им ја утурувам у глава да сватат грешката, што ја направиле, што на тренинг не го работат тоа, а на такмичење ќе дозволи нели да падне на тој кикс. И работата, целта ми е да се опуштат и да тоа што го работат на тренинг, да го работат во ринг на борба додека, пошто тие се ништо не се поразлични од нивните другарчиња овдека на тренинг и сакам да ви кажам, да ви откривам нешто што нашите членови, нашите такмичари на тренинг повеќе се тепат, се малат појако, отколку што нели се борат на некој првенство, така го респектират. Тој борец демек ово е ваков, тој е така, па тука си се знаат и не си се респектираат, си работат и се пазат и се чуваат. И некојаш не само победува техниката и подобриот, него победува искуството и релаксираноста кога ќе влезеш во ринг. Едно е кога ќе влезеш во ринг со 120 пулс, а друга кога ќе влезеш во ринг со 80 пулс.